Добар ден, дневник на К3. Жителите од улица 150 од населба Карпош се жала дека цела недела без вода се справуваат со пеколните горештини. Надлежните од јавно предпријатие Водовод информираа дека проблемот е надминат и дека Куманово конечно ќе има лето со нормално водоснабдување. На пеколни горештини цела недела без вода. Со години наназад жителите од населбата Карпош се соочуваат со овој проблем, особено во летниот период и покрај тоа што, како што велат, редовно ги плаќаат сметките. Па веќе пуно години уназад, значи имамо проблем с воду. Значи срамота е вода да нема на овие горештини, пеколни, врутине. На што личи капка вода да нема, значи руке да измием од воду, значи да се избања човек, да се истушира. Машине не може да пуштиме, све се живо испокварива машине. Срамота. Нема вода свако лето, не е само тој. Ти куде да идеш, куде да се жалиш, Цица не га интересира, он дојде овдека и се збирамо исто туј, само за избори. Онако не нема нигде, бе, брате, а сметка иде и тој плаќамо само воздух овдека. Свако годину ни прави исто. Еве ја цкна овој 40 степена, прегеска е 20 само вратила душу. Овој га нема нигде, само у Рајкову куќу. У 21 век ми да седимо без вода, ово е жално. Вода има убрано, ја иду у Липковски крај по работу. Вода има, ово е чиста камуфлажа. Значи, ако си се подмири во ни водостопанство и водовод, нек се подмири. А градоначалник убаво да га поздравите и да му кажете дека ако нема еколошка катастрофа, цистерни ќе ни донесе пред куќу. Ми плаќаме редовно. Предплатници сме редовно сваки месец. Надлежните информираат дека проблемот е надминат и дека во овој момент комплетно е нормализирано водоснабдувањето во цела општина Куманово. Имено Куманово се снабдува со вода за пиење преку главниот вод кој што води до езерата Липково и Глажња, преку индустријски вод и алтернативните избори Митев мост и Бедиња. Во летниот период, кога е зголемена потрошувачката на вода, надлежните бараат да се пушти така наречен бајпас по кој се добиваат дополнителни количини вода од страна на Кумановско-Липковско поле за да биде нормализирано водоснабдувањето на град Куманово. Ја користам оваа можност да се заблагодарам на новиот директор на АД Водостопанство, што конечно виде зашто и како се работи, ги согледа фактите и аргументи што ги приложивме и веднаш издаде наредба да биде решен овој проблем и воедно ја користам оваа можност да ги замолам граѓаните водата да ја користат рационално и разумно, односно за пиење и за најосновни потреби и технички што ги имаме и за готвење, да избегаваме во овој период тревници, миење коли и слични работи за кои што умееме да ги работиме. Имајќи во предвид дека браната е полна со вода, надлежните од јавното предпријатие Водовод се надеваат дека кумановци конечно по неколку години ќе имаат лето со нормално водоснабдување. Сообраќајот на патниот правец кај селото Страцин се одвива по една коловозна лента поради запалено патничко моторно возило. Нема повредени патници, а истрагата ќе ги покаже причините за палење на возилото. Според информациите од терен, сите оние кои што биле во возилото, за сега немаме точна бројка за оние кои што се наоѓале во патничкото возило, не се повредени, што значи нема повредени ниту жртви, а истрагата ќе покаже што се случило во самото возило и како избивнал самиот пожар. Според информациите од терен станува збор за патничко моторно возило Peugeot 307 кое што целосно е изгорено. Сообраќајот на овој патен правец, конкретно во близина на селото Страцин, се регулира од страна на полицијата, освен припадниците на МВР, на самото место се и од екипите од Македонија Пата, кои што расчистуваат околу местото каде што избувнал пожарот во возилото. Од Автомотосојзот на Македонија препорачуваат внимателно возење, прилагодена брзина на движење и секако почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Значи ќе повторам уште еднаш, нема повредени ниту жртви од оние патници кои што се превезувале во патничкото моторно возило во пожарот кој што избувнал во близина на селото Страцин. Остануваме на теми од Црна хроника. Полицијата трага по исчезнат Кумановец. Кривична пријава за кражба на мобилен. Кривична пријава добија и жители на село Зубовце осомничени за бесправна сеча на огревно дрво. Жител на Горно Којнаре доби кривична пријава за давање на лажен исказ. Ова се настаните кои ги пренесува билтенот на МВР.
На 26. јуни 2016 година во 21 часот во полициска станица Куманово ИЈ-35 од Куманово пријавил дека истиот ден од 2 часот и 15 минути од домот во непознат правец се оддалечил неговиот брат ИБ-31. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. СВР Куманово поднесе кривична пријава против БВ-38 од Куманово поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело разбойништво. На 21 мај 2016 година околу 7 часот на улица 11 октомври во Куманово со употреба на физичка сила и сериозна закана извршил разбойништво над ЛД-43 од Куманово, при што ја одзел мобилен телефон марка Sony, стекнувајќи се со противправна имотна корис од 9000 денари. СВР Куманово поднесе кривична пријава против СД-49 и МД-45 двајцата од село Зубовце поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело кражба. Пријавените во текот на месец мај 2016 година во село Зубовце од имот собственост на оштетената ВМ бесправно исекле 10 метри кубни огревно дрво, предизвикувајќи материјална штета од 60.000 денари. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ММ-55 од село Горно Којнере поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело давање лажен исказ. На 17 август 2015 година пријавениот во управна постапка за издавање на дупликат возачка дозвола дал лажна изјава дека неговата возачка дозвола му е одземена од страна на непознат сторител заедно со неговиот паричник од неговиот камион во Република Романија, при што од страна на МВР му издадена дупликат возачка дозвола. Од преземени мерки преку МВР на Република Романија утврдено е дека пријавениот дал лажна изјава, односно неговата возачка дозвола е привремено одземена од страна на полицијата на Република Романија заради предизвикана сообраќајна незгода. Во текот на минатата недела царинските службеници открија повеќе обиди за криумчарење, при што привремено се задржани златни монети, девизи, автоделови, облека, козметички производи и други видови стока. На граничниот премин Табановце откриени 5000 евра при личен претрес на македонски државјанин кој како патник во автомобил со македонски регистарски ознаки се пријавил за излез во државата. Во предниот джеп на патникот се пронајдени 7000 евра, од кои согласно законските прописи му биле вратени 2000 евра, износ што може слободно да се изнесе од државата, а за сторениот прекршок е поведена прекршочна постапка. 490 грејачи за возило откриени на железничката станица Табановце при контрола на патнички воз кој сообраќал на релација Белград-Скопје. Производите чиј собственик е непознат се пронајдени под седиштата во неколкуте купеа во 2 вагони од возот. 21 електромотор за ролетни, 7 парчења автоделови откриени од страна на мобилните царински тимови при контрола на еден швајцарски и еден германски автомобил управувани од македонски државјани пријавени за влез во државата на граничниот премин Табановце автопат. Во првиот случај во патна торба сместена во багажникот на германски автомобил се пронајдени 21 електромотор за ролетни, додека во вториот случај во багажникот простор позади со возачкото седиште на швајцарски автомобил се пронајдени 7 парчења автоделови. Во двата случаи, непријавените производи се привремено задржани, а против возачите ќе бидат поднесени барања за поведување прекршочни постапки. 570 парчења облека, 229 парчења козметика и 10 парчења автоделови и 3 рибарски мрежи се откриени од страна на мобилните царински тимови при контрола на македонски автомобил управуван од македонски државјанин извршена на патниот правец Куманово Крива Паланка. Производите за кои возачот не поседувал документи за потекло и платени увозни давачки се пронајдени во 10 големи кеси сместени во багажникот на возилото. Истите се привремено задржани, а против возачот ќе биде поднесено барање за поведување прекршочна постапка. Во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од Крива Паланка вкупно 340 слободни места им стојат на располагање на идните средношколци. Започна уписите во јунскиот рок за учебната 2016-2017 година, кои траат денес и утре. Директорот на гимназијата Миле Милковски информира дека има 340 слободни места за упис во прва година за гимназиска и стручните насоки. Во Кривополнечкото средно општинско училиште Ѓорче Петров за предстојната учебна година има 340 слободни места кои ќе бидат распоредени во 10 паралелки со настава на македонски јазик.
Од нив, според наставните планови и програми за гимназиско образование, е планиран упис на 170 ученици, а исто толку места се одвоени за стручните насоки. На располагање на учениците им стојат насоките од електротехничката струка, угостителско-туристичка и машинска струка, а од минатата учебна година, согласно направените истражувања на пазарот на труд, воведена е и нова наставна насока за конфекцијско-компјутерски оператор од текстилно-кожарската струка. Во новата наставна насока предвидено е да се запишат 34 ученика. Според одговорните од комисиите за упис, во првиот ден од јунскиот уписен рок во Средното општинско училиште Ѓорче Петров, до пладне се пријавиле 60 на ученици во гимназиско образование, додека од стручните насоки најмногу се пријавиле во електротехничката струка 24, понатаму 9 во машински техничар и по тројца во гостителската и автомеханичарската струка. Од оваа учебна година со одобрение на Министерството за образование и наука формирана и четврт степен на насоката гостителски техничар. Наставните насоки постојано се адаптираат согласно направените истражувања на пазарот на труд во регионот и општината, истакнуваат одговорните. Достапни се струки кои се дефицитарни и кои по завршувањето на средното образование на учениците ќе им овозможат конкурентност на пазарот на труд, поради што одговорните очекуваат интересот за упис во истите да биде голем. Пријавувањето и запишување на ученици се врши во јунскиот испитен рок, кој се одвива и на 29 јуни, а доколку останат слободни места ќе биде објавен и августовски уписен рок. Привршува во годинешното истражување на тимот археолози од Национална установа Музеј Куманово на локалитетот Градиште кај селото Младо на Горичане. Се работи за владин капитален проект кој го менаџира управата за заштита на културното наследство. Археолозите истражуваат во акрополниот дел на градот од периодот на раната антика, при што открија репрезентативни архитектонски делови од објект за кој се претпоставува дека е палата. Досега откриен е источниот дел на објектот, повеќе различни видови керамика, меѓу кои доминираат амфорите, камени архитектонски елементи од натрешната декорација на палатата во рано антички јонски стил, покривни тегули од така наречениот лаконски тип, со што целиот регион се смета дека припаѓал на источно-медитеранската рано античка цивилизација. Откриваме значајни остатоци од архитектура, карактеристична за 4. век пред новата ера, меѓутоа карактеристична за македонските кралски градови, за Пела, за Вергина, така да е ова едно големо изненадување и голем резултат на македонската археологија, што вака далеку на периферијата од кралска Македонија, во пајонска територија најдуваме на вакви архитектонски остатоци. Јонски капители, бази, фантастично изделкани делови од камена, архитектура, значи сето тоа, потоа зидови на објектите премачкани со малтер, обоен во разни бои, сето тоа го чини овој објект репрезентативен и второ таков вид во Република Македонија, еден ќе нагласаме откриен на локалитетот Градиште кај селото Кнежје или античкиот град Вилазора. Досега откриени се значајни остатоци од архитектурата, карактеристични за 4. век пред новата ера. Пронајдоците карактеристични се за македонските кралски градови, за Пела, Вергина, така што ова е едно големо изненадување за македонската археологија. Пронајдени се јонски капители, изделкани делови од камена архитектура, зидови на објекти премачкани со малтар, што го чини овој објект мощно репрезентативен и второ од ваков вид во Република Македонија по локалитетот Градиште кај селото Кнежје. Произлегува дека ова е најсеверниот високо цивилизиран, односно најстар цивилизиран град на територијата на Република Македонија. Најсеверен, значи, најсеверен. Нешто е малку помало од Билазора, што се копа кај село Кнежје, меѓутоа факт е дека на ова место, ако кај Кнежје се откри, например, дорскиот стил во архитектурата, тука излегува веќе ова е 3-та година поред јонскиот стил, значи нигде, рече се нигде, мислам дека никаде во Република Македонија ние немаме јонски стил во архитектурата. Истражувањата се спроведуваат веќе 3-та година поред. Интересно е што овој локалитет е во близина на магистралниот пат, така што по целосното откривање може да биде презентиран пред пошироката јавност. Од 8 до 10 јули општина Кратово ќе биде центар на забавните случувања во североисточниот регион. Програмата на фестивалот Златни денови 2016, која ќе се одржи по трет пат, ќе понуди музика и забава за сите возрасти, со што најстарото градче во земјава и годинава во трите фестивалски денови ќе привлече голем број туристи од регионот и пошироко. Покрај бројните изведувачи и оркестри од македонската народна и забавна музичка сцена, главна звезда од балканската рок естрада ќе биде Бора Чорба, кој ќе настапи на 9 јули.
Од 8 до 10 јули општина Кратово ќе биде центар на забавните случувања во североисточниот регион. Програмата на фестивалот Златни денови 2016, кој ќе се одржи по трет пат, ќе понуди музика и забава за сите возрасти, со што најстарото градче во земјава и годинава во трите фестивалски денови ќе привлече голем број туристи од регионот и пошироко. Покрај бројните изведувачи и оркестри од македонската народна и забавна музичка сцена, главна звезда од балканската рок естрада ќе биде Бора Чорба, кој ќе настапи на 9 јули. Златни денови 2016 е бренд на градот на кулите и мостовите, кој од година во година е се помасовно посетен. Фестивалот го задржува концептот првата вечер да биде посветена на одредена музичка личност или одредена тематика, како и во програмата да настапи балканска звезда. По отворањето на фестивалот на 8 јули 90 на минути ќе бидат посветени на најголемите македонски новосоздадени хитови во фолклорната музика во последните 25 години. На сцената на плоштадот во Кратово ќе бидат изведени легендарните Бисер Балкански, Ајда беше стрела песната, Туѓа си бескрајно, Розо моја, Свири ми брате цигане и многу други хитови, дел од големото музичко богатство на македонските фолк легенди, а по нив ќе настапат Дани Димитровска, Тајзи и Спејко. Втората вечер е резервирана за легендите на балканскиот рок и најголемиот рок поет во изминатите 40 години, Бора и Риблја Чорба, а како загревање и увертира ќе настапи Владко Илиевски. На сцената ќе се појават и малите Пинкови звездички, а третиот ден ќе биде посветен на најмладите кои ќе уживаат во нотите од Златно славече. Од локалната самоуправа на Кратово истакнаа дека и годинава очекуваат гости од цела Македонија кои ќе бидат пречекани според нив со широки насмевки, отворени срца и распејана душа, нештата кои се добре дојде за секој гостин во градот на кулите и мостовите. Сите три вечери по завршувањето на програмата на главната сцена, забавата продолжува на дискотеката на базенот во Кратово, каде за атмосферата ќе бидат задолжени познати диџеи. Од општината упатија порака до сите кои сакаат трите дена да ги поминат во Кратово, на време да обезбедат сместување бидејќи сместувачките капацитети се ограничени, а интересот за посета на овие златни денови од година во година е се поголем. Во галерискиот простор на Националната установа Центар за култура Крива Паланка денес беше отворена изложбата на ракотворби изработени од лицата од Дневниот центар во Крива Паланка. Изложбата е дел од годишната национална програма на Министерството за култура и ќе биде отворена во следните 10 дена. Во галерискиот простор на Националната установа Центар за култура Крива Паланка беше отворена изложбата на ракотворби изработени од лицата од Дневниот центар во градот. Изложени се ракотворби изработени на креативните работилници во Дневниот центар, и тоа теписерии, икебани од дрво, икебани од камен, декоративни корпи, накит од пластика и мермерни изработки со антички мотиви. Значи, оваа изложба која што денес ќе отвориме е дел од националната програма на Министерството за култура. Значи, поддржан е проектот од Министерството за култура во соработка со Центарот за социјални работи. Денес ќе отворена изложбата, значи сите кои се заинтересирани може да дојдат да ги погледнат делата. Тоа се дела изработени од лицата со посебни потреби од Дневниот центар тука во Крива Паланка. Нашата соработка ќе продолжи и понатаму, значи ние секогаш ќе бидеме спремни да ги помагаме и се што треба да ги изложуваме и нивните предмети. Изработките со антички мотиви се работени по унифицирани калапи доделени од страна на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија. Во Дневниот центар досега биле изготвени 90 такви ракотворби со рајската птица, Александар Македонски, Сонцето на Вергина, Канео и Големата мајка. Дел од изработките се изложени и се навистина впечатливи, додека останатите ракотворби се оригинални и отсликуваат посветеноста на лицата и вработените кои работат со нив во подготовката на истите. Изложбата е дел од годишната национална програма на Министерството за култура и ќе биде отворена во следните 10 дена, а директорот на Центарот за култура од Крива Паланка најави богата културна програма во предстојните летни месеци. Што се однесува до културната понуда во наредниот период, значи тука ние изработивме некои проекти кои што сметаме дека ќе бидат интересни за граѓаните, така да во летниот период ќе има неколку настани кои ќе бидат од наша страна, значи организирани и реализирани проекти. Значи тоа ќе бидат наставите од Топниот културен морал, од Паланачкото културно лето, Староградскиот фестивал, значи кој ќе се одржи на 8 јули, фолклорниот фестивал, така да сметам дека како и претходните години и оваа година во Крива Паланка ќе има настани кои што граѓаните ќе ги посетуваат и ќе бидат задоволни. Музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски заедно со своите талентирани ученици пред родителите и присутните граѓани на Куманово во Центарот за култура Трајко Прокопиев одржаа јавен час со богата програма во кој го покажаа широкиот спектар на инструменти застапувајќи ги сите жанрови на музиката.
Музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски во Куманово во Центарот за култура Трајко Прокопиев за прв пат одржа јавен час и се представија со своите таленти на гитара, пијано, хармоника, виолина, тапани, етно инструменти и соло пеење, кои го научија во овој едукативен центар. Боби Серафимовски истакна дека во Куманово има многу таленти и самиот тој очекува во иднина да израснат во врвни музичари. Па за овој јавен час е предвидена многу интересна програма која што нема да биде во класичен смисла на зборот, бидејќи ние сме училиште кое што покрај класичната музика, основите на музичкото образование, се обидуваме да направиме и нови правци. Правецот на исполнување на народната музика, смут джез, джез музика, инструментална музика, така да верувам дека од широката палета на инструменти и големиот репертоар на различни видови на музика ќе допринесе за еден вистинско уживање на овој концерт и дека сите ќе бидат задоволни. Фросина вели дека е прекрасно да се работи со дечиња и во зависност од инструментот кој го свират, застапени се таленти за народна джез и поп музика. Зависно од инструментот кој го посетуваат, кој го свират, значи хармоникашите се ориентирани на народна музика, староградска народна музика, гитаристите најверојатно ради професорот се ориентираат повеќе на джез музика, блуз музика, меѓутоа поп музиката е најбарана во нашите простори, да. Љубовта на овие млади таленти потекнува уште од мали нозе. Секој си има свој идол по кој би сакал да започне, а со текот на времето дури да го надмине. Љубовта на Олгица и Иларија се виолина и гитара. Јас се занимавам веќе 1 година, а љубовта така многу од секогаш ми била интересна. Кажи ми како си задоволна тука што учиш, продолжуваш да свириш, како си ти задоволна? Премногу сум задоволна. И планираш и понатаму тоа да стане твоја професија? Да. Јас свирам гитара и тоа ми е љубов од малецка. Многу сакав да свирам гитара, цртав гитари по дома, лепев гитари, барев гитари и еве се запишев. Гитара. Што највеќе сакаш да свириш на твојата гитара? Па забавни песми, рок песни, така. Да. Па Gypsy Song, Santana, тие се ми едни од најомилените. Куманово заслужува едно вакво место каде дечињата ќе може да научат и да се надградуваат во инструментот кој сакаат да го свират, а со тоа ќе вложат и во самите себе. Нов бран поскапувања ќе удри по джепот на пушачите. Цигарите од 1 јули ќе се продаваат по нова повисока цена. Новата повисока цена во продавниците на Македонија треба да почне да се применува од петок, доколку производителите не решат тие да ја компенсираат. Зголемувањето на акцизата се 3 денари по кутија. Се предвидува за последен пат ова лето. Од наредниот 1 јули цигарите секоја година ќе поскапуваат по 4 денари за кутија. Ваквиот тренд на покачувањето во следните години драстично ќе ги поскапи цигарите во земјава. Па така најскапата кутија цигари, која денес чини 120 денари, за 8 години ќе достигне цена од 154 денари. Последниот пат цигарите поскапеа во февруари, кога пушачите беа принудени да плаќаат 5 денари повеќе за кутија цигари. Од 1 јули матичните лекари ќе земаат повеќе пари од фондовската каса. Капитациониот бод ќе биде зголемен од 50 на 55 денари, односно за 10%. Во Македонија над 1.700.000 осигуреници имаат избрано матичен лекар. Од 1 јули матичните лекари ќе земаат повеќе пари од фондовската каса. Капитациониот бод ќе им биде зголемен од 50 на 55 денари. Тоа ќе значи зголемување на поквалитетна здравствена заштита на пациентите, изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој рече дека ги исполнуваат дадените ветувања и покрај кризата во државата. Како прв столб во здравствениот систем, бенефитот оваа мерка ќе имаат околу 1600 тимови на матични лекари кои работат со 1086 ординации со кои фондот има склучено договор. Се работи за средства
188 милиони денари или нешто на 3 милиони евра на годишно ниво, нешто што додатно ќе ги мотивира и ќе ги стимулира и охрабри на 1600 тимови на матични лекари кои работат ширум Македонија, рече Груевски. Ова ветување беше дадено во декември минатата година од страна на министерот за здравство Никола Тодоров и директорот на фондот Степановски. На почетокот на годината поголема капитација добија стоматолозите, а за 3 дена ќе имаат и матичните лекари. Здравствените власти велат дека примарната заштита е првиот контакт на пациентот со здравствениот систем и има посебно значење за целокупното лекување и следење на здравствената состојба на пациентот. Кај матичниот лекар, секој осигуреник треба да добие квалитетна здравствена услуга и рано откривање на определени заболувања, што е од огромно значење за превенцијата. Во Македонија има над 1.700.000 осигуреници кои имаат избрано матичен лекар. Бројот на деца кои не одат на училиште постојано расте. Околу 124 милиони деца не одат во основно училиште и нивниот број е зголемен за околу 2 милиона од 2011 година, стои во годишниот извештај на УНИЦЕФ. Следуваат вести од светот. Владеачката партија Единствена Русија подпишала декларација за соработка со представници на политичките партии од Србија, Црнагора, Босна и Херцеговина, Македонија и Бугарија, со која подписничките се залагаат за создавање воено неутрална територија на Балканот. Ова е објавено на интернет страницата на Единствена Русија. При тоа не се наведува кој подпишал декларацијата од Балканскиот регион. Во декларацијата се укажува дека за намалување на меѓународната напнатост, посебно значење за Југоисточна Европа представува развојот на иницијативата на низа балкански политичари за формирање територија на суверени неутрални држави во која би биле Србија, Црнагора, Македонија и Босна и Херцеговина. Исто така се нагласува интересот за развој на соработката на овие земји со Евроазискиот економски сојуз. Турски воени авиони вчера 15 пати го нарушиле грчкиот воздушен простор, соопштија грчките власти. Нарушувањата ги извршиле 7 турски воени авиони кои летеле над североисточниот, централниот и југоисточниот дел на Егејското море, но во 2 наврати влегле и во атинскиот воздушен простор. Авионите, од кои 2 биле вооружени, биле идентификувани и пресретнати во согласност со меѓународното право, без понатамошни инциденти. Бројот на деца кои не одат на училиште постојано расте. Детските бракови не се намалуваат со децении и милиони деца ќе умрат од болести ако не се води борба со глобалната сиромаштија, се вели во годишниот извештај на УНИЦЕФ. Сиромашните девојчиња 2 пати почесто се мажат на детска возраст од девојчиња во богати семејства. Во извештајот состојбата со децата во светот се упатува повик да се зголемат напорите за образование на децата. Околу 124 милиони деца не одат во основно училиште и нивниот број е зголемен за околу 2 милиони од 2011 година. Меѓународната ракометна федерација ги објави термините и распоредот за одигрување на надпреварите од групната фаза на светското првенство 2017 во ракомет, кој ќе се одигра во Франција. На една свечена церемонија во Париз извлечени беа групите за светското првенство што ќе се игра во Франција во јанари 2017. Репрезентацијата на Македонија се најде во групата Ц заедно со селекциите на Шпанија, Словенија, Исланд, Тунис и Ангола. Најдобро пласираните 4 репрезентации од секоја група ќе го проложат надпреварувањето, а по изгледот на групи се следниве. Во групата А се среќаваат Франција, Пулска, Русија, Бразил, Јапонија и Норвешка. Во групата Б се најдоа Шпанија, Словенија, Македонија, Исланд, Тунис и Ангола. Во групата Ц се Германија, Хрватска, Белорусија, Унгарија, Чиле и Саудиска Арабија. Во групата Д се Катар, Данска, Шведска, Египет, Бахреин и Аргентина. Градови домаќини на надпреварите од групната фаза ќе бидат Париз, Руен, Нант и Мец, додека од елиминацијските надпревари и Президент Купот ќе се играат во Лил, Албервил, Монпелје и Брест. Завршницата на првенството, односно полуфиналните средби надпреварите за третото место и финалето ќе се одиграат во Париз. Нашите репрезентативци, предводени од селекторот Лино Червар, ќе играат во Мец, а во продолжение дознајте го и распоредот на надпреварите.
На 12 јануари се среќаваат Македонија Тунис, а дуелот е закажан од 17 часот и 45 минути. На 14 јануари играат Македонија Ангола, дуелот е закажан 20 часот и 45 минути. Македонија Словенија ќе играат на 16 јануари со почеток од 17 часот и 45 минути. Македонија Шпанија се среќаваат 2 дена подоцна на 18 јануари, а дуелот е закажан од 20 часот и 45 минути. 19 јануари Македонија го игра последниот надпревар од групната фаза против Исланд, а дуелот е закажан од 17 часот и 45 минути. Првопласираните 4 репрезентации од секоја група ќе се пласираат во нокаут фазата. Машката екипа на Вардар за овогодинишната ждрипка за Лигата на шампиони се најде во третиот шешир, додека дамите на истоимената екипа се во првиот. ЕХФ го смести Металург во вториот шешир при ждребувањето за групната фаза на Лигата на шампионите, давајќи му место меѓу фаворитите во групите С и Д. Зад нас остана и тимовите кои минатата сезона настапуваа во поквалитетните групи А и Б како Монпелие и Бешикташ. Ждрепката за формирање на групната фаза ќе се влече на 1 јулија, над преварите од групната фаза стартуваат на 21 септември. Во шеширот број 1 се среќаваат Лариоха и Нант, во шеширот број 2 Металург и Тим, во шеширот број 3 играат Мотор Запорежје и Чеховски Медведи, во шеширот број 4 Бешикташ и Монпелие, во шеширот број 5 Динамо Букурешт и Елверум, а во шеширот број 6 Квалификант 1 и Квалификант 2. Македонскиот ракометен клуб Металург следната сезона повторно ќе настапува во елитното надпреварување Лигата на шампиони. Фудбалерите на Исланд направија уште едно изненадување на европското првенство, откако во осмина финалето во Ница ја совлада Англија со 2:1 и се изборија за пласман во четвртфиналето против Франција. Последното осмина финале беше решено во првите 18 минути. Најпрви на Англија поведе во четвртата минута со голот од пенал на Вейн Руни, а само 2 минути подоцна изедначи Рангар Сигурдсон. Конечните 2:1 во 18-та минута ги постави Колбен по лошата реакција на голманот на Англија Џо Харт. Во првиот надпревар од вчерашната програма Италија ја победи Шпанија со 2:0. Бразилецот Дани Алвеш потпиша 2-годишен договор со италијанскиот шампион Јувентус, соопшти клубот од Торино. Алвеш е второто засилување за Јуве во преодниот рок, откако минатата недела пристигна Миралем Пјанич од Рома за сума од 32 милиони евра. Дани Алвеш, како слободен играч, по 8 години реши да ја напушти Барселона, со која ги освои сите титули во клубскиот фудбал. 33-годишниот десен бек за Барса одиграл 247 лигашки надпревари, а со клубот освоил преку 20 трофеи, од кои 3 во Лигата на шампионите. Новак Ѓоковиќ со победа над британецот Џејмс Вард ја започна одбраната на титулата на третиот Грем Слем во сезоната Вимблдон. Најголемото изненадување првиот ден од турнирот го направи Екатерина Александрова, која елиминираше Ана Ивановиќ. Ѓоковиќ не блескаше на стартот на турнирот во Вимблдон, осцилираше во играта, но успеа со максимален резултат да го совлада 177-миот играч на АТП листата Вард. Српскиот тенисер победи со 6-0, 7-6 и 6-4. Од фаворитите, првото коло во трите сета ги минаа Чилиќ, Гофан, Ферер, Димитров, Раонич, Нишикори. Еден сет загуби Симон, а во 5 сета пласман во второто коло изборија Белучи и Алмагро. Кај дамите турнирот уште во првото коло заврши за 23-та носителка Ана Ивановиќ, која загуби од 225-та на ВТА листата Екатерина Александрова. Руската тенисерка победи во 2 сета со 6-2 и 7-5. Првото коло кај дамите без проблеми го мина Ерани, Флипкенс, Венус Вилијамс, Тосур, Лисицки, Сафарова, Корне и Мугуруза. Времето во Македонија променливо облачно и посвежо со повремени врнежи од дожд, а локално ќе биде и нестабилно со пороен дожд и грмежи.
Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете со програмата на К3 и имајте пријатно попладне.